Zašto ne spijam docna onog da me prašuvaj? Zašto nebo to ne bije sinu? Zašto toliko tak buva? Nema pesna za mene, ni zbor, ni ljubov se da. Ljubov za mene, И сега официјално и може да кажеме дека концертната сезона за новата година на Авалон продукција официјално стартува и тоа со ни помалку ни повеќе 7, а и безмалку последователни концерти, па и твој личен рекорд. Честитки како за новиот материјал, така и за она што го предизвика кај публиката на нечуено. Фала ти. Но веројатно со добро предзнаење да одговори вака позитивно на овие твои концертни покани. Па да, добро, не е баш вообичаено нели да се прават концерти на неслучен материјал. До пред 4 години исто така и ние сите концерти ни беа откако ќе го издадеме албумот. Пред 4 години прв пат направивме концертна промоција и навистина се случи некоја магија и сакавме да го повториме тоа. И еве веќе вчера првиот концерт помина и реакциите беа одлични, дури и над очекувањата, искрено. И така меѓу нас веќе се создаде некоја еуфорија, да, многу позитивна атмосфера. И вечерва како втор концерт веднаш е нели се полесно после првичната реакција на публиката. Навистина публиката го даде аплаузот и тоа зелено светлото како што пренесува медиумите и дека материјалот е веќе прифатен, а и денес веќе секој си споделува по некоја песна откако беше објавен на YouTube. Да, точно. Овој материјал е нешто што навистина публиката го очекуваше со нетрпение. Би рекла 4 години некако сите знаеа дека ќе дојде трето продолжение на Македонско девојче. Вие не го насловивте, така и веќе ни откриеш зошто и што можеби ново носи оваа приказна. Да, па не би рекла, знаеш, не е продолжение на претходните албуми, некако јас сакав да останеме приближно во тој стил, иако сега сме многу поблиску до поп. Меѓутоа имаме многу различни жанрови на музика измешани во сегашниот албум и не би можела да го сместам во еден тип, да кажам дека е поп или дека е етно или дека не знам било кој друг жанр. Баш сме направиле некоја комбинација од различни музички видови споени во едно и мислам дека го направивме тоа доста успешно, барем ние, а и оние кои досега го слушнале тоа го потврдија тоа. Така, Николче Мицевски е човекот кој што стои зад композициите како автор, како аранжер, но имаме и други луѓе на кои треба да им оддадеме благодарност во оваа прилика. Така е, Николче е повторно тука со нас, автор на сите песни и аранжмани. Весна Малинова, мој долгогодишен соработник, потпишува 9 текстови. Автор на еден текст на 10-тата песна е Весна Бејби Петрушевска, моја драга пријателка, која ни подари една многу убава приказна. И секако тука се и членовите на мојот бенд, луѓе кои веќе долги години се со мене на сцена, кои исто така има исто така се дел од овој албум. Јас ке те барам, само тебе не те пуштам. Има ли нека милена тема која што и така ти легна при срце и
Па не знам, знаеш, дека ги создававме нормално дека не знам, кога кога слушнам демо снимка ми се допаѓа една после снимање друга. Еве сега откако имаме изведби во живо трета, во одреден момент секоја од изведените песни ми била фаворит. Секако баладите се нешто кое така поемотивно и ги доживува и изведувачот и публиката. Имаме доста убави текстови, многу убави стихови кои е задоволство да се раскажат онака како што треба. Горда сум на целото парче што го направивме, буквално целиот пакет. Оно што навистина го предизвика вниманието на публиката, го краси и овој концерт, а и каверот на твојот албум. Сега имаш уште една уметничка душа блиска до тебе, која ги преслушува материјалите и веројатно учествуваше многу поблиску во целиот твој процес на создавање. Коментарите од твојот сопруг Корубин, а и каверот подарен за тебе, прекрасен портрет. Па, многу емоции во него. Да, фала. Идејата за каверот мене ми се роди уште од пред една година, уште кога почнавме да работиме, затоа што не знам, многу често му помагам и јас на него, а и тој мене, значи јас на него со тоа што нели му позирам кога ги ствара неговите дела, а тој мене со сугестии кога го создававме ние албумот со одредени работи. Мислам нормално е и драго ми е што имам таков вид на поддршка од мојот партнер, да. Така да таа идеја ми се роди уште минатата година и еве сега ја спроведовме во дело и реакциите се одлични на тоа, бидејќи не е вообичаено баш да на кавер на албум да биде нели уметничко дело. Еве драго ми е што албумот ќе биде запаметен и по тоа. И по тоа, така. Ти благодарам многу, публиката веќе пристигнува во салата, време е за твојот втор концерт и концерт кој македонската телевизија го снима, пак и уживаат и оние кои што немаа прилика на овие 7, ама сигурна сум дека ќе трае овој материјал многу долго. Па се надевам. Što mi je belosvilen gulam, razletan. Ако за Македонско девојче 2 важеше она дека треба да се надмине во најмала рака да се постигне или да се надмине успехот на Македонско девојче 1, знаејќи ја неговата уметничка вредност, што беше приоритетот или целта која си ја зададовте со овој нов материјал? Истото како и за претходниот албум, нели? Да направиме албум кој ќе биде барем едно ниво повисоко од претходниот, од секој аспект, музички, продукциски, изведувачки, на сите начини, на секој начин. Да биде подобро од претходното, нормално. Тоа е според оној наш стандард и критериум кој сме го изградили како екипа. Останатото е секогаш на публиката. Поминаа 4 години од промоцијата на Македонско девојче 2, голем дел од темите, јас и тогаш кажав дека во самиот старт се антологиски веќе обнародени Чалгиска, Две лири, Вези, наистина се песни кои што веќе се пеат од најмлади до највозрасни генерации. Сходниот албум, значи, се погоди се совршено, би рекол. Од самиот почеток на стварање, на снимање, на продуцирање и пренесување на публиката и примање на тој производ од страна на публиката. Се сеќавам јас Две лири после неколку дена веќе имаше снимки од секаде, од градинки, од школи каде што ја пеат. Дури ја изведуваат најмлади, тоа значи ни беше голем показател дека сме направиле добра работа и среќен сум што генерално сите песни си најдоа своја публика. Секоја на некој му е омилена. Не е тоа сконцентрирано на една или на 2 песни. На некој вези, на некој кој да ми запее, дури на Джо Стоун му е кој да ми запее омилена и таа си ја одбра, нели, направивме една одлична видео снимка. Со овој албум исто така, истото го посакуваме, затоа што секоја песна е работена подеднакво со љубов, со подеднаква енергија и секоја песна ја размисловме како оваа треба да е водечка.